можевме да влеземе со онаа лубеницата од минатиот пат и да ти кажам само што Остави се, пробам сериозен да видам. Денеска сме сериозно дојдени. Дали ова се има во фрижидер? Вака сега, да расчистим уште од сам старт. Ова све украдов од дома. Извини, се ова освен јајцата украдов од дома, што значи јајцата може да ги искористиме. Ова е само за да попуни кадар. Така? Не, ќе видиме, може ќе украдеме од нешто. Чекај, нешто да направиме, поише да има. Може ќе ти дадам од бананата за десерт, ќе каснеме помалку. Так, тоа. Бача, знаеш што ми вити минатиот пат кога сицкавме овдека лубеница? Дека ќе ти донесам печење. Така. 2024 Не, остана да зборови, не знам што да кажам се. 2024. Ама помина празниците. И роденденот ти помина. Среќен роден ден, Марче. Фала ти. Thank you. Здрав и секогаш ваков, блесав, откачан, позитивен. Извини, молим те, немето. Пробувам да се средам, смирам, скастрам, спастрам. Ај, што збориш, зошто? Не, врска нема. Не, пробувам за пред луѓе. А сега, пошто никој не гледа? Да, сами сме се тука, среќа во студиото. Среќа. Да. Чао! Што ќе правиме? Мислев муабет. Ја мислев муабет дека ќе правиме. Ти ми рече донеси нешто од фрижидер за да ја донесам од фрижидер. Што да правиме поише сега? Треба да вратам те кажам, жена ми ќе муте па не знае. Не знае? Не знае, сериозно сега ако сака да доручка од забари кога ќе види дека ништо нема. Кажи ми што, а јави се и кажи дека ќе вратиш се. Сериозно да истјавам, чекај дека. Не, кажи дека ќе вратиш се. Кај ви звонеше кај мене? Не, погрешка ќе тебе да. Добро. Ајде. Сега ќе се. А во меѓувреме ти може да спремаш нешто. Што да спремам? Па што знаеш да сготвиш? Ништо. И што ќе правиме тогаш? Ништо бе ќе си правиме муа. Значи па срце, земав све од фрижидер да знаеш во програма си. Чекај, и се слушаме? Се слушаме, да. Да, украдов све од фрижидер. Ако ти се доручка, најпаметно ќе биде да отидеш да купиш. Да си купиш нешто. Чао, не мора сите да слушаш. Доручек ќе ми правиш. Не. О-о. Би го зема доручекот? Да. Направам. Ете, па може би требаше жена ми да викнете да ми направи доручек, не мене. Ке се... Чао, те сакам. Е, така, пред да ме... И сега? Сега не стигнам дома. Толку ке видам. И за ке си... Кажи ми, сакај доручеков кога сме на вистина, готвиш доручек? Да, правам, иако мора да признаам дека периодов жена ми е задолжена за доручекот од Сабајле. Се менувам. Може така да се извадам дека сега не знам како да се вратам умар. Да, правам, ама жена ми прави сега. Не знам како, нема камбек од ова. Правам, најчесто смути правам и знам уствари ручече да... Да, смути, за тоа сум специјалист. Кога треба само нешто да фрлиш, да ставиш. Памтам едно смути он дека со овој. Од тога се истраксира. Немој се и ти смути, што одбе крив за смутито, тоа сме намести. Еве за роден ден. Ти го поклонувам. Ова е твое. Ова е мојот одбележа 2023 година. Ова е мојот блендер. Но, остави го само да ти покажам, за да не направиш пак некоја глупост дома, па жена ти да те кара. Не, добре. Ова ќе гледаш да е заштрафено, пошто не ти од пак. Битно тоа да е заштрафено. Ова е страна дека стеклото. Другата нема проблем, нека... Од таму можеш да прибираш. Дека текст. Тоа беше најгледаното видео во 2023 година. Ја одбележа 2023. Во, тоа покажува колку сирџиски народ сме. На Марже му се случи глупост тога, серија лом се направи, сите смејте му се. А ја само ви после. Мислам дека беше добра кавајката, кошулата, затоа Леле, они се кјути среќа, да. Среќа да се направи. И Среќа Ненад не го направи, ама Ненад. Не, беше како треба, културно фино. Се беше како што треба, доле шљакнато и горе, да. Така. Слушај, ја дојдов на паричка, да ви надањето да ви го, пошто многу големо е ова со паричкава за кршење. Не, морам ја да кажам како се случи мамето, ми се јахви. Да му ја дадеме нему паричката за шиотака на стоматолог оди. Како ме најме Сабајле ќе правиме кајгана. Омлет со и викам се што правиме дома, барам јајца не за вакво, само 2 јајца. Добра. И успеав да направам кајгана од 2 јајца. И? И тете, колку излезе. Можеме да покажеме сериозно. Значи, ова се го помаќив, најавивме. има вака, морам да кажам. Овој пат направив кајгана, понекогаш ставим лекција во кајганата или јогурче. Леле Марче. Да, ова не е обична кајгана. Ова е волшебна кајгана. Ова е кајгана со паричка. Кајгана со паричка. Прв пат Ова е стоматолошка кајгана. Виделе ваква кајгана. Стоматолошка.
Да, знаете зошто? Ја нареговме оваа стоматолошка кајгана, зашто не е обична кајгана, кој што реговме ова кајгана со паричка. Чекај се, не, ја сокрив јас. Да, ако убаво ја со. Сега ќе ја вртиме. Јас мислам, не има бољи начин за вртење ова вака. Врти като? Да? Не е тоа, ти врти се. Врти се и ти, А јас за да не мислам да гледаш да вртам ти на се телефон. зашемети. Ти врти на телефон. Ти врти се така, а јас вака ќе се вртам. Сите на свој начин се да се вртим. вртите. Чекај се гледа. Стварно ми се. Еј, Не се се гледа. виде, се гледа. човече. Во кајганата тука има скриено паричка, необична паричка. Е скриено и откриено. Да. Да. Сега вака ќе направам кате. Што ќе? Па за да видиме кај ќе се падне. Пате, пошто не знае каде, Може и вака. сега ќе замислиме дека ова е... Не. Ете. И свртено. Не гледај. Не гледам. И ќе замислиме дека има 4 парчиња. За куќата, Добро. за Марко, за мене и за тебе. Добро. Да не сватат погрешно, нели сега со Не, нема. фитава, но за да биде интересно. Што би рекол? Еве ги 4 парчиња. Ти кажи со прстот и после ќе отвориме да видиме кај е паричката. Може така? Добро, добро. Значи почни, еве ги 4 парчиња, почни од ова. Кој парче го бираш? Ја го бирам Кој ова го тука. бирам? Ја ова тука. Јас ова. Ти ова за тебе? Да. Добро, ова? Тоа е за тебе. Ова е за мене. Ова? Тоа е за куќата. За куќата и за Марко. Да. Така е. Видовте? Да. А знаете кој ќе излезе најсреќен од целава Само да ситуација, пуштиме драги вака. гледачи? Чекайте само малце. Ова е за мене овој дел, овој квадрат. Ово е за Кате, сериозно ќе ова е за Не, 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 Марко, ова е за мене, ова е за мене, за ова е- Кате, да. за Ненад, за Марко и за куќата. Така е, Односно чекайте, телевизија. Чекај, не разбрав, кој е за кој сега? Кој кај беше сега? Ви ги измења, додека се објаснува го изврди и сега паричката пак нема кај мене да се падне. Сега да ми се кај мене се падна, што толку буцаш? Паричка вака се Мислам се гледа. подразбира дека кај мене се падна. Не сакам да пробам. Чекај се. Не, ајде одлучиме сега кај кого се падна. Дојди Марче. Кај тебе? Гледај сега. Ама знаеш кој е Ова поент? замислено, ова беше на Кате, ова беше моje. Кај се Ова, падна бола, паричката? еј. Кај сите. Кај сите е паричката. На средина кај сите се Не, ама знаеш, Земете Вака, ја будам паричката добре. кај Гана на јаска. обично, кај ганава вака, ова кај гана не се јаде вака. Мислам се Добро. служи свежа, сега може ти паричката внатре да видите, ама не треба да се гледа. Точно. Ја направив лоша денеска, се прави во вид на палачинка. Да. Кај? И најсреќен по наоѓањето на паричката е стоматологот во вашата близина или вашиот матичен стоматолог. Зашто најчесто се кршат заби. Така е. Сериозно. Ова Така е. паричка ќе се ја чуваме овде Така е. следната година, па Баш и ќе- договорен. Не, Ама чекај, последното ама доаѓање 50 кога- денари е? Сериозен си? Сериозен? Брати ме паричка. Пак фура ми направи, Нека тем ни- кај да ќе дадете 50 Абе, денари ми ги еве нема. тебе поклон имаш за родина. поглед расипане. Ќе ни треба за геврече 50 денари. Нека си седи во фонд. Кате? А сакате Добро. стварно да ми Зимај, изготвам чувај. нешто? Ајде, сготви ни. Ама и не морам. Не мораш. Ајде да ви покажам банана како љупам. Нешто така да направим. Прето што ќе правите, јас судам гостите ве чекаат и Добро. оставите малку простори за нив. А, важи. А он само на го, а ние ке него на гости? А ние на гости нема да не примат? Со кајганата секете. Секете. Двејца, кај га на ка си зајадена? Чија пудинг им направиме? Чија пудинг, ба? Правиме Ајде. чија пудинг додека Чија не си пудинг. муабета. Ајде, некој да сега реклами малку, за да биде готов чија пудингот. И потоа ние се силиме во студиото кај Нено, во вториот дел од студиото, ова чија, Ама така? немав млекце, не знам. Абе, нели е пудинг, ова е Ама не се огри. јогуртче. Не, ќе смислиме нешто друго. Не, а? Ништо не правиме со салата ќе правиме. Салата, ба? Шо те вртам, салата ќе правиме. Чек. И овој пат, ама паметно се зема по овој пат. Сецка на салата, Да, цицка на се. за да Па не... нисто е многу, ја правев една ледена торта, страшно беше, ама добро, многу Еве, бава беше малце на ќе крај. става, дресинг, ќе земеме, можеме сето ова да го збогатиме секако со чери. Каде ми е тоа дрвиното, ба? Го гледаш, Марча? Чери, томато, чери, не знам како се вика тоа е истина. Ама можам да пробам да жонглирам си. Добре, успеа до нека. Слушај, не можам да го најдам другото. Нема веза. Дрвиното. Ништо не. Ке си искаш? Ке сецаме да ги сем или додека само да ги ставиме. Прашам дали... Чекај, извини, да ги средиме пак. Не ќе ги сецам сериозно. Ајде барем малце да изгледа на нешто, еднаш да дојдам ке вас во емисија и да биде дека сум направил нешто. А да не е белја. Како се вика сопругата? Цена.
Цена. Да. Значи цена свака час. Цена сега се срами во моментов дојка ме гледаш срами? шо правам. Така? Минатиот пат ми искара како да сум знаел лубеница да сечам. Не, Вика супер срамота. беше. Не, него, колку време сте во брак? 2,5 години скоро, а заедно сме 5. 5 години. Да. Знаеш, слушав еден добар виц. Кажи. Слушај, врзан за брак. Вика, еден другар ги вика другарите други на сребрена свадба. И ми викаат, вау, вика 25 години, како издржа, вика со една жена 25 години, кој разведен после 5, после 10, после 15. И ми вика, има на другари им вика, има само еден рецепт. Значи цел живот си во овие 25 години. Јас решавав за битните работи, а она решаваше за небитни работи. И брат вика како успеа. И па до сега немало битна работа. Он позеко кај мене дома исто. Да ме одржи, маме. Много Така? да, се е небитно. Значи ти си за битни работи со така дом. Секогаш, да. Нормално маш во куќа се знае. Само за битни, не сега времето да ми го трошат со глупости. Не, стварно ора за небитните тамо, да. Така да, нек си секојдневните работи. До кај сте со уредување на станот? Еве, со уредување на станот. Да. Требаше да биде готово вецето кога ме има само пејаци сакам да ти. искористам оваа шанса Ајде. на сестра ми да го честитам роден денот. како се Да е вика? живи и здрава Јулија. Јулија, среќен роден ден. Да пуне денеска Не кажи како му да, да, уствари не е битно, да, точно така, не мора сите да знаат. Да. Она ќе се каже ако сака. Така е, она ќе се каже ако сака. Неки е среќен роден денот, жива здрава и да продолжиш да ме трпиш. Уште 100 години. Така е, да. Да ме Помала трпи тебе? помале од мене. Аха, Да, добро. и кутра да мораше да ме трпи цел живот. А за салатата дојде. реклами пред 10 минути. Ама интересни сме за тоа. Многу сте добри. Идеме со реклами, па после ќе се вратиме со готова салата. Еве не назад во утринската на Телма, додека се приготвува добра салата, се разбира се дружам со кавадарчани во овој дел од студиото, односно најавуваме настан кој што треба да се случи почетокот на февруари, чинам на 2. Убаво е да се знае, убаво да потсетиме, нели, и сите оние кои што се љубители на виното, сите оние кои што се разбира сакаат, можат да присуствуваат, да дојдат и да ви се придружат годинава на оценување на вино, така што по тој повод, ајде официјално да ве представам, Јордан Настов и Панче Арсовски. Добре ни дојдовте во Утринска. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата и на можноста да се презентираме и кажеме да ја запознаеме јавноста со на кои се наши активности што не очекува следниот период. Па добро, за вашите активности постојано ги информираме луѓето, а и 2023 можеме да кажеме дека богами имаше настани посветени за виното, со винската визија, па и се она што во Кавадарци генерално се случуваше поврзано токму со виното, па и со ракијата, нели? Продолжувате со сите тие активности кои што се планирани во програмата, нели? Така што еве дојде момент на традиционално оценување. За какво оценување станува збор? Па добро, значи ние по традиција Винотек како здружение веќе постоиме 11 години. Ланската беше 10-та јубилејна година. По традиција веќе оценуваме, вршиме интернационално оценување на вина, дегустација оценување на вина во повеќе категории, така да и ова година исто ќе го продолжиме. Бидејќи тоа е еден стимул за малите производители, малите винари да видат докај се со својот квалитет, да добијат совети, да се надоградат и да понатаму се појават на пазарот. Оваа година, значи, продолжуваме веќе објавен јавен повик за прибирање на мостри. Значи, во овој период тоа се прави, се прибираат мостри од мали винари кои што сакаат да се пријават. Индивидуални производители регистрирани, меѓутоа и оние нерегистрирани индивидуални производители, меѓутоа кои што се амбициозни и сакат понатаму да си го прераснат во некој бизнис. Така да објавен јавен повик ќе се врши значи оценување во некои категории. Значи прва категорија на мирни вина, односно млади вина право, значи тоа се вина произведени 2023 година и категорија бели, рози и црвени вина. Понатаму категорија мирни вина, тоа се постари вина, значи од пред реколта пред 2023, исто категорија бели, рози и црвени вина. Оценуваме најдобро странско вино, оценуваме севкупен победник, бидејќи ова е интернационален натпревар, така да веќе пракса секоја година доаѓаат доста мостри не само од Република Македонија, не само од Тиквешијата, од другите лозарски региони во Македонија, меѓутоа и мостри доста доаѓаат од Република Србија, од Бугарија. Ова година очекуваме и од Хрватска, бидејќи пред месец-два бевме во посетен еден вински регион
во пределот меѓу Марибор и Ивановец во Хрватска и Словенија посетивме повеќе вински региони, мали винари, така да тие изразија интерес да достават своји мостри, доколку тоа логистички го обезбедиме, да тие учествуваат во овие начини од преварувања. Значи, мострите ги собираме до 2 февруари. Имаме повеќе пунктови директно во Кавадарци, во Скопје, во Битола, во Струмица, секаде имаме објавени телефони и лица кои се задолжени за тоа, во Бугарија, во Србија. Така да до 2 мострите се приберат, се шифрираат, се средат. На 3 и 4 февруари е закажано оценувањето, каде ќе се изврши дегустација, оценување, бодирање на вината. После 10 дена оние административни припреми да се спремат медалите, пехарите, наградите, да се не се одвива тоа во тие ден-два. Потребно е време. Ова е по повод денот на лозарите Свети Трифун. Така да главната манифестација, односно прогласување на победниците, доделување на пехарите, медалите, наградите, ќе биде на 14 февруари во 11 часот во Винскиот музеј за регион Тиквеш во Кавадарци. После тоа традиционално се оди на лозов насад, каде што со сите оние традиции се закројува виновата лоза, да се обележи тоа. И оно што е битно се каже, значи ова година, ланската година имавме 5-члена комисија, сега имаме 7-члена комисија под рководство на професорот Михаил Петков, исто други професори од универзитетот и врвни енолози од наши најголеми винарски визби, што значи нивната оцена, нивната дегустација, оно што тоа ќе го кажете, навистина меродавно. Значи, се разлика од некој, ние не сме пример здружение кое што продава енолошки средства или има енолози кои што хонорарно работат во некои винари, па после да си ги оценуваат собствените вина. Значи, ние не продаваме енолошки средства, немаме се е релевантно, транспарентно и се бидејќи како велат они на мајката сегаш и најубаво неговото низиното дете, така да ако ние продаваме енолошки средства и наши енолози хонорарно работат во тие винари и ги оценуваат, нормално веќе оценката не би била релевантна и кредибилна. Значи се работи за навистина кредибилна меродавна комисија која што тоа што ќе го каже за тој што ќе ја добие наградата или признанието значи. Почетот, како беа рече, некој сега ќе прати мостри, меѓутоа првиот пат можеби нема да ги помине оние 60 поена минимум за добивање на, не знам, бронзен медал или сребрен медал. Меѓутоа, осовременувајќи го своето знаење, ќе го подигне енолошкото искуство, следната година веќе добива некое поголемо признание. И ќе дознае што фали, каде фали, нели, за да може да подобри. И веќе понатаму преку другите настани кои што го имаме, рече фестивал на младо вино повеќе во Скопје, вкуси на традицијата, кога изложуваат своји вина, кога веќе напред стават пехарот, медалот, благодарницата, признанието за доделените медали, веќе се препознатливи, си наоѓаат свој пласман. И сега мораме да кажеме тоа, значи не се винари кои што произведуваат 100.000 или 200.000 литра вино, тоа се винари кои што произведуваат 4, 5, 6, 7.000 флаши. Шишиња кои што наоѓаат пласман и ќе се поврзат обично со хорека сегментот, да речеме, со некоја кафана кај што ќе може континуирано да го снабдува и да го држи тој квалитет. Значи ние не можеме да се мериме со еден Тиквеш кој што е, не знам, во колективната меморија и тој е влезен насекаде и тука мораме да симнеме капа. Меѓутоа, сите овие мали винари и оно што беше иницијативата Open Balkan, каде што тие се презентира. Да, тие ќе го видат квалитетот на нашите мали винари, меѓутоа илузорно да очекуваме дека тие ќе го освојат српскиот пазар или хрватскиот, бидејќи се работи сепак таму за ресторани, за ланци, за маркети, каде што требаш континуирано да снабдуваш и сега ако тебе ти порачаат рецимо една палета и веќе втора палета немаш. Значи затоа се работи добро да ги препознаат нашите вина таму, да ги видат. Меѓутоа мораме да работиме, што и наша визија и мисија, нашето здружение, да тие мали винари ги промовираме тука, да бидат препознатливи, па кога ќе дојдат тие срби, хрвати, словенци, странци, кога ќе застанат тука, кога ќе влезе тоа во винската мапа, во винската карта, да можат во специализирани продавници да си купат такви вина или не знам во ресторан или да посетат винарија, винотека некоја. Така да мислам дека во тоа успеавме овие 10 години, иако имаше на почетокот, почетоците негде беа со неколку мали приватни винари, денеска веќе имаме 50-тина, само оваа година, благодарение на оние мерките кои што се дава како стимул за формирање на собствена винарија, регистрирани како индивидуален земјоделец со собствена винарија. Вродија со плод? Да, вродија со плод. Така да околу 100 само оваа година се добили такви апликации се одобрени, 50-тина во Тиквешијата. Така да сме на добар пат да го развиваме. Тоа е најбитно. Да. Значи, тоа мора да се најде, секој да си го најде место на пазарот, меѓутоа илузорно да чекуваме да малите винари негде влезат,
на големите пазари, бидејќи немаат доволни капацитети. Но и како што споменавте, квалитетот е друг кај малите да. винари. Ние имавме можности овде да дегустираме и да дискутираме околу тоа. Имаат навистина посебни вина кои што не може да се најдат во... Најбитно е кога туристите ќе дојдат тука да има кај да прошетат и што да пробат. Значи исто како у Шкотска што може да пробат многу типови на виски, тука да пробат многу типови на вино. Јасно. Што значат признанијата на крајот од ова оценување? Колку се тие признаени, каде се признаени, што за една винарија значи да има тоа признание, таа медала? Значи, еве што значи. Сепак го ставаш на тезга, саем или било каде. И кога наградата, признанието од еминентни стручњаци, ќе го види и самиот купец, тогаш многу полесно може да се реше да одбере од вината и да рече, аха, значи, ово има некој квалитет, би можел да купам. Не е само шминка, убаво шише или убава етикета и ред други работи. Значи, се работи и за квалитетна течност. Сепак луѓето виното го купуваат заради квалитетот на течноста, не го купуваат заради шишто и многу мал дел, нели, го купуваат заради шишто и етикетата, ама тоа е сепак заради течноста во која што треба да се ужива и тие 0,75 деци што треба да се уживат заедно со партнер и нели тоа сето си оде степ бај степ, чеко по чеко натаму. Да, јасно. Каква година имавме? Имаме добри вина, можеме да се пофалиме со производство од 2023 ланската година не беше најповолна, меѓутоа тие каде што се заштитија насадите има доста добар квалитет. Меѓутоа, нажалост, тоа беше помалку количина, негде 60% од родот беше уништен. Меѓутоа, оние кои што успеа навреме да го заштитат и го спречат развивањето на болести, добија добар род и че има добри вина и оваа година, така да тоа ќе го покаже и оценувањето. Ќе го видиме, меѓутоа, како година општо земено за лозарство, ланската година беше лоша година, една од ретките лоши години кои се погоди, меѓутоа се надеваме дека 2 години поред лоши не може да се погодат. Меѓутоа имаше и добри насади, добри квалитетни грозија и че има и квалитетно вино. Се очекува баш убава бројка на присуство на пријавени надвор од земја? Имаме некаде околу 230 мостри или примероци. Оваа година очекуваме тој број малце да порасне и затоа дојдоме тука и да направиме и апел до гледачите, сите што производители. Ако се индивидуални, нека дојде да види до каде е он. Значи, тука се дават и помали совети, каде сгрешил, што направил, како например имаше ситуација на еден многу добар вранец, ама сепак му мирисаше малце на метал. И му вика, слушај, професорите рекоа, дајте му на човекот шанса, нека го смене садот за од година да ваде поубави вина. Значи, садот во кој што го правил виното не бил соодветен. Кога во разговор ни му кажаме што пренесија професорите, самиот он вика, тоа е буре од баба. Тоа буре од баба не може да стои више вечно. Така е. Значи, сепак треба нови садеви виното бара хигиена кај и секој друг прехранбен производ и така. Господине Панчен, пред крај сме се кога сме куси со време, а интересен е и разговорот, уште еднаш би сакал само да да потенцираме кој како може до кога да се пријави, кога е главното оценување, како се одвиваат сите по план на настани. На Facebook обично Винотек нека го побарат и го има огласот, значи Винотек слободно нека отидат. До 2 февруар се собира, 3 и 4 затоа што е сабота и недела. Професорите и сите други енолози што ни се присутни се слободни, затоа 3 и 4 ќе се оценува виното. Ако има потреба, затоа и така порано направено за да можеме да си дадиме време за да ги направиме и дипломите, медалите, пехарите, сите работи, заради тоа што како да ви кажам, тие медал и пехар многу повише му значил само од хартијата диплома. И нели на 14 ќе ги доделуваме, ама сепак нека не се срамат и нека не мислат дека направиле нешто лошо. Или ако се фалат пред другарите и пред пријателите и пред кумот и старосотот, ја имам многу убаво вино, па нека дојде, нека донесе, па да видиме до каде е стигнат, што е стигнат. Има луѓе што точно го органолептички оценат. Така е, и да нема своја винарија, пак има некаков сертификат пред комшиите да им помогне во производството. Со самото добро производство, ако нема винарија, одма он влева у ситуација после за да има винарија.
И така се развива таа се љубов развива и бизнис и нели идеи како што споменавте. А колку трае едно ценување, да речеме? Па така, Во еден значи- ден колку може да се офати и како За на тоа кој е начин пробува од сите ви на Да, судијата? значи сите винаги Благо на пробуваат. судијата. Значи, Има критериум, има наистина доста. Критериум колку Боја, може да проба. за прозирност, Се шегувам, хармоничност, значи на маста, неколку да. критериуми има, така да органолептички ги Значи мора да има на пробува, маста да. лепче, мора да има јаболко, мора да има сувомеснати од оние кои што не се солени, сирење или кашкавал, па што е не по-неутрално, за да може вкусот. И паузи за кафе си прават, обично од сорта на сорта, ако се оде на грозје, значи се почиња првен со смедаревката, па натаму, заради тоа што е она најнеутрална, па се оде до крај до оние И тимјаника. колку може да издржи еден судија да Па обично дегустира? од 80 до 90 Мостри судијата водено. мостри водено. Да. Па добро, тие органолептички неколку... Добро, јас сакав малку на шегата да фатам, нели?